Председателот Ѓорѓе Иванов денеска ги додели стипендиите Борис Трајковски за академската 2017-2018 година за постдипломски студии на програмата за бизнис администрација на Меѓународниот факултет на Универзитетот Шефилд Сити Коледж во Солун. Започнуваме со урбаните вести. Најнапред го следиме кусиот преглед на денот. Двусменско работење во град Скопје. Услуги за граѓаните до 19 часот и 30 минути. Крводарителска акција во Карпош. Министерството за животна средина и просторно планирање ќе ја продолжи акцијата Едно капаче, една надеж. Конкурс за откуп на фотографии, вашиот кадар од Македонија. Во барака 16 на град Скопје, каде граѓаните можат да регулираат данок на промет, наследство и подарок, данок на имот и комунална такса фирмарина. Од следната недела ќе се работи во 2 смени. Од следната недела во бараката број 16 во град Скопје ќе се работи двосменски, од 7 часот и 30 минути до 19 часот и 30 минути. Во текот на работењето ќе има 2 паузи, од 11 часот и 30 минути до 12 часот и од 14 часот и 30 минути до 15 часот. Ова на денешната пресконференција го соопшти градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов. Граѓаните во барака 16 може да регулираат данок на промет, наследство и подарок, данок на имот и комунална такса фирмарина. Имено од следната недела, бараката 16, она во која што граѓаните имаат најголема потреба за вршење на собствените услуги, ќе започне со двосменско работење, започнувајќи од 7:30 часот наутро до 19:30 часот наутро. Шилегов потенцираше дека ова е почеток на работењето на новата градска администрација. Најави дека наскоро ќе бидат презентирани активностите кои ги преземаат со цел да се подобри услугата и транспарентноста на град Скопје. Работиме интензивно веќе на подготвување на еден реален едношалтерски систем во кој што граѓаните ќе можат оние активности кои што се врзани со градската администрација да ги обавуваат и на шалтерите на централната власт, меѓутоа и на општините во градот Скопје со цел да услугите кои што ги дава градот Скопје бидат транспарентни, едноставни, лесно достапни за секој наш сограѓанин. Ова е почеток на работење на новата градска администрација. Очекувам дека во брза иднина и ќе бидете запознаени со активностите кои што ги превземаме со цел да подобриме услугата и транспарентноста на градот. Во духот на солидарноста и хуманоста, по повод 41-иот роден ден, општина Карпош денеска спроведе крводарителска акција, која традиционално ја организира со поддршка на Црвениот крст на Република Македонија. Традиционално по повод деновите на општина Карпош, во организација на локалната самоуправа, Заводот за трансфузиологија и Црвениот крст, денеска се организираше крводарителна акција во општината. На 2 локации во спортската сала на основното училиште Лазо Трповски и на мостот Влајко во Влае, граѓаните даруваа крв. Градоначалникот на општина Карпош Стефан Богоев истакна дека карпожани се хумани луѓе, кои секогаш даруваат крв за да спасат човечки живот. Хуманитарните и крводарителските акции во Карпош ќе продолжат и во иднина, потврди Богоев. Граѓаните се вклучија масовно во оваа крводарителска акција со цел да помогнат и да спасат некои од животите на нивните сограѓани. Исто така користам оваа прилика и го користам овој пример да ги повикам граѓаните уште помасовно во иднина да се вклучуваат на вакви крводарителски и на секаков вид на хуманитарни акции, а воедно и да им се заблагодарам на сите кои што денес од Карпош се вклучија во оваа крводарителска акција. Во денешната акција се вклучи и Панче Димковски, кој по јубилеен 100-ти пат даруваше крв. Како што истакна овој хуман крводарител, преку 40 години дарува крв, со цел да се спаси нечиј живот. Крводарител уште од 20 години возраст. До сега јам дадено 100 пати крв. Сум бил и као председател на работна организација за крводавање. 10 години тоа. Се чувствувам многу убаво, многу добро, кога ќе дам крв после тоа. И препорачувам на сите помлади што се да земат учество, да помогнат на луѓето кои што и треба крв.
Бизнис заедницата денеска на отворена презентација на предлог буџетот за 2018 година имаше можност да учествува во креирањето на буџетот. Министерот за финансии Драган Тевдовски уште еднаш потврди дека за зголемување на приходите се предвидува зголемување на акцизата на нафтата за 3 динари и зголемување на максималната основица на плаќањето при донеси од 12 на 16 просечни плати. Стопанската комора на Македонија денеска организира презентација на предлог буџетот за 2018 година пред бизнис заедницата. Министерот за финансии Драган Тевдовски при презентацијата на предлог буџетот напомена дека прв пат проекција на државната каса се презентира и дискутира отворено пред да биде усвоена, што најави ке стане пракса. Од Стопанската комора на Македонија пак велат дека вклучувањето во процесот на консултации во фаза кога се креира буџетот ќе овозможи бизнис заедницата да даде конкретни предлози кои ќе имаат развоен карактер, а ќе биде од големо значење и заради навременото запознавање на стопанствениците со предвидувањата за макроекономската политика за наредната година. Не од кога ќе се донесе буџетот, него буџетот кога ќе се концептира и така натаму да се слушне мислењето на тие кои што во најголем дел го ствараат буџетот во Република Македонија. Околу главните фискални проекции, сега гледате овде дека вкупните приходи се проектирани на 193,5 милиарди денари, расходи 211,7 милиарди денари. Што е клучно, буџетскиот дефицит ние за буџетот за 2017 година, за 2018 година го проектираме на 2,7% од БДП. За жал, кога излеговме за прв пат со јавната дебата, медиумите скоро и да не го експлоатира овој податок, но ова е еден од клучните, бидејќи со ова ние јасно покажуваме дека сакаме да направиме фискална консолидација на средна рок и дека ние ја почнуваме. Имаме 2017 година буџетски дефицит од 2,9%, сега проектираме буџетски дефицит од 2,7%. Представувајќи го предлог буџетот, Тевдовски уште еднаш повтори дека за зголемување на приходите се предвидува зголемување на акцизата на нафтата за 3 динари и зголемување на максималната основица на плаќањето при донеси од 12 на 16 просечни плати. Овој процент, нагласи Тевдовски, е сосем коректен и не треба да загрижува никого. Во овој буџет, во овој предлог буџет, ние предлагаме практично две работи, кои што ќе донесат поголеми приходи во буџетот. Првото е зголемување на акцизата на дизелот за 3 денари. Зашто? Бидејќи таа ќе ни донесе поголеми приходи и со предвиденото зголемување на акцизата, практично цената на дизелот во Македонија повторно ќе биде убедливо најниска во регионот. Ова е првата мерка за консолидација на страна на приходи. Втората е да биде чисто, значи ние, бидејќи се отвори во медиумите како шпекулација, апсолутно стапките на придонеси ќе ги оставиме исти. Ние овде правиме само една корекција, тоа е да се зголеми максималната основица на плаќање на придонеси. Во моментот изнесува 12 просечни плати, нашиот предлог изнесува 16 просечни плати. Мислиме дека тоа е од страната на праведноста и второ, секако ќе донесе до дополнително полнење на фондот за пензиско, каде што многу години назад се отвара една огромна дуга. По обраќањето на Тевдовски имаше отворена расправа на која стопанствениците ги изнесоа своите размислувања, предлози и сугестии. Рокот за усвојување на предлог буџетот е до 15 ноември, кога владата треба да го достави до собранието. Министерството за животна средина и просторно планирање, заедно со Сдруженијето без ограничувања, ПАКОМАК и Репласт ја продолжуваат акцијата Едно капаче, една надеж. Во рамките на оваа акција од собраните капачиња денеска беа доделени 3 инвалидски колички.
Министерството за животна средина и просторно планирање ќе ја продолжи акцијата Едно капаче, една надеж, заедно со Сдруженијето без ограничувања, компанијата Пакомак и фирмата за рециклирање СНС Репласт. Во рамките на акцијата денеска беа доделени 3 инвалидски колички на членови од Сдруженијето без ограничувања. Заменик министерот за животна средина и просторно планирање Јани Макрадули рече дека покрај хуманитарниот аспект, оваа акција има и високо еколошко ниво. Тој ја истакна и подготвеноста на владата за поддршка на компаниите кои го менаџираат отпадот. Според Макрадули, министерството оваа акција ќе ја продолжи и наредната година. Сите оние кои имаат собрано капачиња и чекаат да бидат преземени, како и ново собраните капачиња, треба да ја пријават локацијата, количината и контакт лицето на Facebook страницата, која што е веќе активна, а тоа е Едно капаче, една надеж плюс, кон која што може да се стигне преку веб страницата на Министерството за животна средина и просторно планирање со јасно лого и посебна Facebook страница изработена за оваа намена, а за дополнителни информации може да се јавите во секторот за комуникации со јавност на Министерството за животна средина и просторно планирање на телефонскиот број 02 3225 237. Министерството за животна средина и просторно планирање верува дека акцијата ќе продолжи во наредната година, а самото министерство е спремно заедно со партнерите да се вклучи уште од самиот почеток. Бранка Димитровска од Сдруженијето без ограничувања истакна дека количките ќе бидат доделени на 3 активистки од Кратово, Кочани и од Скопје. Филип Ивановски од компанијата Пакомак, која ќе биде задолжена за собирање и дистрибуција на капачињата, појасни дека символично за да се донира една количка потребни се околу 350.000 капачиња. Според него со акцијата се прават две добра, а тоа е помошта на лицата со посебни потреби и заштитата на животната средина, односно ќе се намали палењето на пластичните шишиња кои се едни од загадувачите на амбиенталниот воздух. Ние како Пакомак ќе ги превземеме сите капачиња од граѓаните, локациите, институциите што ќе се пријават на Facebook страната што е назначи заменикот и ќе ги однесеме до компанијата која нив ќе ги рециклира. Ние како Пакомак секогаш ги поддржуваме акциите, активностите кои се убав спој на селекцијата на отпадот, на рециклирањето, како една од еколошките теми, нели, што посебно во зима доаѓа актуелна екологијата кај нас, и општествената одговорност, која ние како Пакомак се обидуваме да ја имаме исто како наш приоритет. Значи се обидуваме сето она што граѓаните го покажат како добра волја, како нивни напор за управување со својот домашен отпад, капачињата се дел од тоа, нели, пластични шишиња, на некој начин да го вратиме назад кон општеството или поточно кажано кон оние групи од општеството кои на некој начин се подзаборавени од институциите. Сметам дека ваков тип на акции во голема мерка придонесуваат за зголемување на или подигнување на еколошката свест кај постојните и градење на животен стил кај новите генерации втемелен на зачувувањето на животната средина, како и на природните ресурси. Секако оваа акција е од големо значење заради хуманиот аспект, затоа што на овој начин ќе им се помогне, има можност да им се помогне на оние на кои што тоа им е најпотребно. Една од мерките за намалување на загадениот воздух е токму денешната акција, рече заменик министерот Јани Макрадули, бидејќи третирањето на отпадот и менувањето на навиките на граѓаните е најдобрата мерка или прв чекор во намалувањето на PM честичките во воздухот. Град Скопје ги соопшти добитниците на наградата 13 ноември. Наградата 13 ноември се доделува на физички и правни лица како знак на признание на град Скопје за остварување во стопанството, науката, уметноста, културата, воспитанието и образованието. Одборот за доделување на наградата 13 ноември на град Скопје по спроведеното тајно гласање денеска ги соопшти добитниците за 2017 година. Во областа на науката добитници се Горан Кондов, специјалист хирург по градна хирургија и пензионираниот професор од Филолошкиот факултет Блаже Кунески во Скопје, Хаки Имери. Во областа на образованието и воспитанието награден е оделенскиот наставник во основното училиште Блаже Кунески во Скопје, Јадранка Клисарова,
а од областа на културата и публицистиката. Наградени се романсиерот, поет и издавач Димитар Башевски и Пунторие Муча Зиба, поетеса и романсиер. Во областа на уметноста, годинава наградени се обоистот Васил Атанасов и ликовниот уметник Стефан Хаджиниколов. Од областа на здравствената заштита и хуманитарната активност, добитници се кардиоваскуларниот хирург Жан Митрев и наставникот по физичко и здравствено образование во основното училиште Рајко Жензифов Чаир, Ради Лиевски. Од областа на спортот наградени се фудбалскиот работник Чедомир Јаневски и кајакарот Атанас Николовски. Наградата 13 ноември се доделува на физички и правни лица како знак на признание на град Скопје за остварување во стопанството, науката, уметноста, културата, воспитанието и образованието. Наградата може да им се додели на физички и правни лица и од други држави, кои оствариле посебен придонес за градот Скопје. Наградите на добитниците ќе им ги врачи градоначалникот Петре Шелегов на денот на ослободувањето на Скопје 13 ноември. Од 22 до 26 ноември на две локации во Скопје ќе се одвива 7-то издание на Скопје Design Week, што оваа година се одржува под мотото Звукот на материјалите. Фестивалот годинава ќе се представи во 5 програмски целини, каде водечка секција на дизајн е изложбите. Звукот на материјалите е тема на 7-то издание на Недела на дизајнот во Скопје, Скопје Design Week, што оваа година ќе се одржи од 22 до 26 ноември во Скопје. Како што информираат организаторите, темата е избрана водејќи се од фактот дека материјалите, нивната достапност и обработка во моментов се најпримарни елементи во еден производ. Фестивалот годинава ќе се представи во 5 програмски целини, каде водечка е секцијата на дизајн изложбите. Земја во фокус е Унгарија, која ќе се представи со врвна дизајн изложба составена од 20 дизајн студија, компании и поединци. Покрај изложбата, унгарските дизајнери кои во голем број доаѓаат во Скопје ќе имаат презентации за деловниот и дизајн аудиториумот на фестивалот, но и ќе посетат неколку фабрики во околината на Скопје, најавуваат организаторите на фестивалот. Во делот на музичката програма ќе настапат 5 музички групи од регионот: Васил Хаджиманов бенд, Ѓорги Шаревски трио, како Кало Банда, Артан Лили и Михаели Борбели Балкан Джез проект. Викенд програмата е резервирана за работилница за дизајн размислување водена од експерти од целиот Балкан и научно-практична работилница за деца од 7 до 10 години. Неделата на дизајн ќе се одвива на две локации: јавна соба и лукс мебел и расвета, а влезот е слободен за сите посетители. Вашиот кадар од Македонија е насловен конкурсот кој од денеска до 5 декември ги повикува граѓаните да споделуваат фотографии од најубавите моменти поминати во Македонија. Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот на Република Македонија денеска објави конкурс за откуп на фотографии на тема Вашиот кадар од Македонија. Целта е да ве поттикнеме, инспирираме, охрабриме да ја споделите и вие вашата приказна преку вашите најубави и најинспиративни моменти кои сте ги имале во Македонија. Креативноста споделите ја преку вашите фотографии на најразлични теми: туристички дестинации, активности во природа, гурмански мотиви, наведуваат од агенцијата. Конкурсот започнува денеска, а ќе биде отворен до 5 декември. Утре и во среда ќе има повремени врнежи од дожд со променлив интензитет. Наместа повремено врнежите ќе бидат пообилни. Утринските температури ќе се покачат и насекаде ќе бидат над нулата. Во продолжение на вестите МТМ.
И пред самиот крај информација поврзана со локалните избори. Управниот суд прифатил една од 16 тужби поднесени од партиите за повторување на гласањето на избирачкото место 2901 во општина Чаир, со образложение дека оваа одлука може да влијае врз изборниот резултат. Гласањето ќе се одржи во недела на 12 ноември, потврдил член на ДИК. Ова беше и последната информација што ја подготвивме за ова издание на Урбаните вести. Ви благодарам за вниманието. Довидување.